Eurovија продолжува да добива државни пари. Повеќе од 1 милион евра за регулирање на одводен канал во Рачиново ќе добие фирмата донатор на ДУИ. Eurovија е избрана на тендерот од Министерството за животна средина и просторно планирање, а критериумот бил најниската понуда. Според она што стои на сајтот за јавни набавки, фирмата од Желино ќе биде ангажирана 22 месеци, односно до 2025 година, а е одбрана како најповолна покрај две други компании. Највисоката добиена понуда била речиси 70 милиони денари, а најниската околу 55 милиони. Според договорот, на пример, за припремни работи, меѓу кои поставување на информативна табла, изградба на тоалет, мерки за заштита при работа, расчистување на теренот од дрва, грмушки и трева, привремен ископ и насип во коритото за свртување на водата, Eurovија ќе добие околу 317.000 денари. Инаку компанијата донатор на ДУИ во последните години се повеќе ја зголемува соработката со власта. Изминатите 10 години Eurovија доби 16 милиони евра од народни пари, а само во 2023 околу 6 милиони евра. Групацијата стана позната на јавноста откако го доби милионскиот тендер за опремување на спортската сала Борис Трајковски за Министерскиот совет на ОПСЕ. За скандалозниот избор се крена цела јавност на нозе, а расчистување на случајот побара и антикорупционерите, но очигледно тоа не е пречка компанијата да продолжи да добива народни пари. Покрај опремувањето на спортската сала за 1,8 милиони евра, името на Eurovија се појави и во изградбата на коридорите 8 и 10D. Во јавноста се појавија информации дека фирмата ќе биде подизведувач на автопатите, а координаторот на проектот Артан Груби ниту ја негираше, ниту ја потврди информацијата. Тој немал врска со изборот на подизведувачите. Тоа го правеле Бехтел и НК. Значи ниту владата, ниту било која политичка партија, ниту било кој министер посебно не си дозволува себе си, нема право и не сме и нема никаква можност да влијае врз изборот на подизведувачи што го прави Бехтел и НК. За групацијата Eurovија преку државните тендери дознаваме дека нуди широко портфолио. Се појавува како победник на тендерите за испорака на капсули за кафемати, клупи за паркови, храна за болници и добиени се и договори за изведба на неколку градежни објекти. Според информациите во јавноста, во изминатите 3 години, собственикот на Eurovија, Елмедин Адеми и фирмите блиски до него донирале на ДУИ речиси 160.000 евра, а 100.000 само минатата година. Иако законот строго забранува политички партии да се финансираат од компании кои во моментот кога донираат на партија вршат јавни услуги. Собственикот Адеми пак негираше дека Eurovија, која ќе го опремува Борис Трајковски, била донаторот на ДУИ, бидејќи имало повеќе фирми во групацијата и со тоа смета дека не го прекршил законот и порача дека немало да се повлечат државни тендери.